почитуван министер, почитувана заменик амбасадор, почитувана господја Џајковска, почитувани присутни. Чест ми е што имам можност денес да се обратам пред вас на тема која што не само го определува квалитетот на нашето живење, туку ја гради довербата на граѓаните и Министерството за внатрешни работи. Живееме во време на брзи промени и се поголеми предизвици. Токму вредностите се оние кои што ја определуваат насоката за развој на едно стабилно, одговорно и сигурно општество. Во овој контекст интегритетот и безбедноста се вредности кои представуваат столб на стабилно и сигурно општество. Интегритетот представува спојување на етичките и моралните вредности, правилното однесување, што се изразува преку начинот на кој постапуваме и ги носиме одлуките. Безбедноста пак од друга страна значи чувство на сигурност, доверба и заштита. Овие две вредности се меѓусебно поврзани, што значи дека без поседување на интегритет нема вистинска безбедност. Пред изготвување на овој план за професионален интегритет 2026-2028 година постоеше успешно спроведен план за интегритет 2023-2025 година. Односно, согласно акцискиот план за спроведување 2023-2025 година беа одржани за 2023 година 8 обуки на вкупно 163 вработени во Министерството за внатрешни работи. Во 2024 10 обуки со 170 учесници, во 2025 11 обуки со 217 учесници. Покрај обуките, одделот спроведе контроли во 18 организацијски единици врз основа на акцискиот план за спроведување на интегритет и во рамките на спроведените контроли беа утврдени неправилности во работата на 81 вработен во Министерството за внатрешни работи, од кои што беа поднесени 53 предлози за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност, а на 28 полициски службеници им е писмено укажано. Поттикнати и охрабрени од успешно спроведениот план за интегритет и неговиот акциски план, донесовме нов план за професионален интегритет со акциски план за негово спроведување. Во овој предвидовме дополнителни мерки и активности со кои ќе се спречат или намалат можностите за појава и развој на различни форми на коруптивно и друго непрофесионално постапување на работниците во Министерството за внатрешни работи. Целокупниот процес на изготвување на планот за професионален интегритет и акцискиот план за неговото спроведување беше поддржан од представници на ДКФ, чиј придонес беше особено важен во идентификување на мерките и активностите насочени кон намалување на ризиците на незаконско, непрофесионално и неетичко постапување. Искрено благодариме за несебичната поддршка која што ја пруживте при изготвување на овој документ, а и при реализација на изминатиот акциски план и план за интегритет. Кои се ризиците? Планот за професионален интегритет на Министерството за внатрешни работи има за цел да ги идентификува ризиците поврзани со професионалниот интегритет во организацијските единици во Министерството, да предвиди мерки и активности со цел намалување на истите. Истиот служи како превентивна мерка против корупцијата, бидејќи ги промовира етиката, примената на моралните вредности и професионалните стандарди. Врз основа на направената анализа идентификувани се следниве ризици. Одделот за граѓански работи. Довербата започнува на шалтер. Најчестиот контакт на граѓаните со Министерството за внатрешни работи е преку давање на услуги согласно законската и подзаконската регулатива која се применува во Министерството, а тоа се издавањето на лични документи, државјанства, регистрација на возила. Токму тука се појавува зголемениот ризик на фаворизирање, коруптивно и нееднакво постапување. Во таа насока, Министерството е насочено кон дигитализирање на работните процеси и зголемување на бројот на електронските услуги кои ќе бидат достапни за граѓаните, а се со единствена цел влијанието на човечкиот фактор при остварување на правата на граѓаните биде сведено на минимум. Односно, граѓанинот мора да се потпира на предвидлив и законит систем, а не на дискрециона одлука на поединецот.
За вработените ќе се овозможи спроведување на обуки работилници од областа на јакнењето на професионалниот интегритет и почитување на законската и подзаконската регулатива која се применува во областа на антикорупцијата. Исто така, редовно ќе се спроведуваат контроли над работењето на вработените во одделот за граѓански работи. Сообраќајна и гранична полиција. Полициските службеници кои извршуваат работи и задачи во сообраќајната и граничната полиција се највидливиот представник на државата и се изложени на постојан притисок и искушение. Во рамки на зајакнување на професионалниот интегритет, Министерството посебно внимание посвети на овие полициски службеници. Ова од причина што во нивното работење постои зголемен ризик од коруптивно постапување поради директниот контакт со граѓаните и примена на полициските овластувања. Ризикот од подкуп и злоупотреба на службената положба и овластување во сообраќајната и граничната полиција директно ја нарушува довербата која треба да имаат граѓаните во Министерството за внатрешни работи. Во рамки на акцискиот план предвидена е зголемена техничка опременост преку дополнително набавување на боди камери, камери во службените возила, како и спроведување на внатрешни контроли и континуирани обуки од областа на професионалниот интегритет и од областа на антикорупцијата. Понатаму, од анализата утврдивме ризик од прекумерна употреба на физичка сила при примена на полициските овластувања. Силата треба да представува одговорност, а не моќ. Законска оврска на полициските службеници е во вршење на работите и задачите да го штитат и чуваат имотот на граѓаните, да ги почитуваат слободите и правата на граѓанинот и да ги применуваат мерките и средствата за присилба што се утврдени со закон. Со пречекорување на примена на полициските овластувања и прекумерната употреба на физичка сила директно ги повредува човековите слободи и права, а со тоа се подкопува јавната доверба во Министерството за внатрешни работи и ја нарушува правната сигурност. Во насока на намалување на овој ризик, тековно ќе се спроведуваат контроли и надзори, како и тековно ќе се одржуваат обуки и работилници на кои ќе се обработуваат теми поврзани со примена на полициските овластувања. Јавни набавки, народни пари. Корупцијата во јавните набавки не е само правен или финансиски проблем, туку сериозна закана што директно ја подкопува оперативната способност и доверба во Министерството за внатрешни работи. Злоупотребата на тендерските постапки резултира со недоволна или неквалитетна опременост на полициските службеници, што има директни последици врз нивната безбедност, а исто така и ефикасност. Пристапот на Министерството за внатрешни работи во насока на спречување на коруптивното постапување вклучува максимална транспарентност во споставување на повеќе контролни механизми и засилена јавна отчетност. Воедно, преку спроведување на обуки и работилници ќе се обезбеди доследно почитување на законската и подзаконската регулатива при спроведување на постапките за јавни набавки. Секое трошење на буџетските средства мора да биде оправдано, следливо и во служба на јавниот интерес. Човечки ресурси. Во процесите на управување со човечките ресурси постојат потенцијални ризици од коруптивно постапување, особено во фазите на вработување, распоредување, напредување и престанок на работниот однос. Ризикот од субјективност и политичко влијание сериозно може да го наруши угледот на Министерството за внатрешни работи. Затоа се инсистира на доследна примена на принципите на транспарентност, еднаквост и соодветна застапеност, но со јасен приоритет на компетенциите, знаењето и професионално постигнатите резултати. Професионалниот развој мора да биде независен од политичките влијанија. Дозволи за престој на странци како глобална одговорност. Постапките што се превземаат заради остварување на права на странските државјани представува особено чувствителна област и носат ризици од широки последици кои што можат да излезат и од границите на нашата држава. Неправилностите од оваа област може да доведат до корупција, но и до нарушување на меѓународниот углед на државата. Како мерки се предвидуваат засилени обуки
Тековно ќе се спроведуваат контроли врз работењето на работниците. Секој обид на заобиколување на процедурите мора да биде спречен и соодветно санкциониран. Заштита на податоците. Работниците во Министерството за внатрешни работи при секојдневно извршување на работните задачи имаат пристап до лични податоци и класифицирани податоци кои што се од суштинско значење за полициското работење. Неовластеното користење, споделување на лични податоци и класифицирани информации представува кривично дело и директно ја нарушува приватноста и безбедноста на граѓаните. Секој пристап до овие информации и податоци остава дигитална трага, што овозможува целосна отчетност и навремено откривање на евентуалните злоупотреби. Почитувани, идентификуваните ризици укажуваат на системски недостатоци во значајни организацијски единици на Министерството за внатрешни работи. Од испорака на услуги кон граѓаните, преку оперативното работење на полицијата, до управување со човечките ресурси, јавните набавки и заштита на податоците. За едничка карактеристика на сите овие ризици представува корупцијата, злоупотребата на полициските овластувања и нарушување на јавната доверба во Министерството за внатрешни работи. Нивното надминување бара сеопфатен и системски пристап, заснован на дигитализација на работните процеси, зголемување на професионалниот интегритет преку обуки и работилници, како и доследна примена на принципите на транспарентност и отчетност. Само преку ваков неселективен и интегриран пристап може да се обезбеди законито, професионално и етичко работење во Министерството во служба на граѓаните. Градењето доверба и сигурност, градењето на професионалниот интегритет не може да се постигне преку ноќ, односно за еден ден. Туку представува континуиран процес кој бара доследност, постојана работа, внимателност и силна посветеност. А која е најтешката борба? Таа е внатрешната, промената на воспоставените начини на размислување, надминување на застарените практики и унапредување на колективната свест на повисоко ниво. Спроведувањето на овој план представува заедничка обврска за секој еден од нас, а крајната цел е јасна. Министерство во кое граѓаните ќе имаат доверба, а професионалниот интегритет ќе биде основ на нашето постапување. Ви благодарам на вниманието.